Мене лично ми навираат спомените кога и да поминам низ ходникот, се сеќавам како во училиште имаше и многу повеќе деца. Ова место за мене во моментов е место каде што јас седев и јас учев, буквално јас од оваа клупа излегов и сега повеќе од 10 години од како помина се преселих на катедрата. Работиме во стари објекти, најголемиот дел од училиштата во Македонија се изградени во Југославија, најголемиот дел, дури имаме и неколку училишта што се од пред југословенскиот период, значи од Османлиската империја и подоцна, објекти што ги користиме до ден денес. И во тие објекти сосема малку се вложува, понатаму, иако не достигаат некои наставни нагледни средства што се потребни за работата, сепак денеска тоа се надминува многу лесно со технологијата. Има доста игри кои што се направени за да можат учениците преку игра да учат. И она што за мене е најважното за една успешна наставна работа е тоа децата да бидат насмеани. Јас стално викам дека на мојот час не смее да има тажно дете. Немој да мислите дека бидејќи е село, дека тука некако поинаку се работи со децата. Тука напротив во селата многу подобро се работи со децата, и ако споредите по успехот, зошто бидејќи се секогаш многу помали групи на деца. А идеалната средина за работа со деца, педагошка средина е онаму каде што има помал број на деца, бидејќи засебно можете да му посветите внимание еден индивидуалистички пристап на наставата, односно секое дете посебно. Јас не сум наставник кој што практикува авторитарни начини на воспитување или авторитарен стил на водење на наставата. Напротив, кај мене стилот на водење на наставата е либерален, демократски, каде што секој дете има право на збор, секој дете може да праша што сака и баш очекувам и прашање од учениците и да го надградиме знаењето, и тоа во голема мера и вродува со плод, бидејќи децата ако соодветно ги поттикнете, тие навистина ќе се трудат и ќе ги заинтересирате. За секоја превземена реформа во образованието треба да бидат прашани да одлучуваат наставниците, оние кои што директно работат со учениците. А сосема спротивно се случува кај нас ни наметнуваат реформи одгоре, без да знаат во какви услови ние работиме. Онлайн наставата е една сива зона за жал кај нас, која што не е регулирана. Немате дури ни изготвен соодветен правилник за онлайн настава, имате прилагодени правилници. Вие не можете да утврдите кога еден ученик е присутен или не е присутен на час, а зошто е присутен, зошто не е присутен на час. Дали ако е присутен, дали ви ја следи наставата, во суштина бидејќи може само да се логира и постојано да се вклучи на часот, а то да го исклучи наставникот, да го мјутне што викаат учениците. И наставата вие ќе зборувате, но не знаете на кого зборувате и што зборувате. Знаете што значи да бидете најдобар студент? Вие ќе имате соодветна диплома и соодветно признание, но тоа вас не ви гарантира некаков успех. Бидејќи јас јавно ќе кажам дека барем од колегите историчари, единствено јас сум вработен, другите двајца колеги историчари не се вработени. Истото најдобри дипломци науки. Едноставно верувајте, ми смета урбанизмот, ми смета тој начин брз на живење и тука некако го имам својот спокој, својот мир и работам работата што го сакам. При тоа и пишувам, истражувам, читам, апсолутно не се чувствувам дека нешто ми еускратено во таа смисла. Ми се чини откако се вратив тука некако како да се преродив. Заборавме на стрешно живење во Скопје, што беше на брзање ни животот. Па брзај дали ќе стигнеш тука, таму гужви, бетонска џунгла, тука тоа го нема, имате природа, имате мирен живот, тивок живот. Едноставно се оди многу полесно, поубаво, на некој, барем за мене на известен начин.